Спасување заложници и исправување со воредна ситуација на аеродромот. Кој се учествуваше во симулацијата, ја во живо прашувам Габриела Лескова. Габриела? Во организација на Бирото за јавна безбедност, односно Министерството за внатрешни работи, како и надлежните од ТАФ Македонија, денеска ја тестираа способноста, но и подготвеноста на македонските специјалци во случај на вонредна состојба, како киднапирање на патник, држање на заложници, пожар, симињање на специјалци од јажиња, како и транспорт на повредени лица со хеликоптер. Денеска ни беа прикажани повеќе сцени за тоа како реагираат македонските специјалци во случај на вонредни состојби. Па така за почеток имавме сцена на размена на вработен заложник од ТАФ Македонија со вреден пакет. Специјалците со штитови и оклопи внимателно го беа доставиле пакетот на местото, а во размена за тоа го зема заложникот кој што претходно беше киднапиран од терористите во оваа стимулативна вежба. Потоа исто така имавме можност да погледнеме како македонските пожарникари би ги гаснеле пожарите доколку би избувнал некој во Скопскиот аеродром. Исто така посведочивме на драматична сцена како специјалците се спушта преку јажиња од хеликоптер. Исто така имавме можност да проследиме како би се извршил транспорт на повредено лице и тоа со хеликоптер. Во продолжение да слушнеме дел од обраќањата на надлежните за тоа како ја оценија денешната стимулативна вежба, меѓутоа и дел од атмосферата. Со оваа вежба демонстрираме подготвеност, координација и професионализам во справувањето со потенцијалните закани. Високото ниво на обука, брзината на реакција и соработка меѓу службите се клучни за заштита на аеродромската оперативна безбедност. Ова не е само тренинг, ова е залог за сигурност, добрава и успешна превенција. Едно вакво сценарио покажува колку ние како систем сме подготвени да ги почитуваме процедурите и да одговориме на вакви реални закани. Уште една работа, сакам да нагласам дека ова е дел од сетот на симулацијски вежби кои што ги имаме во различни области, каде што ние како полиција секаде кај што сме дел засегнати даваме максимална поддршка и со човечки капацитет и со секаков останат капацитет во сето тоа и со знаење и со се за да можеме на вистина да ги осигураме граѓаниве на Македонија дека имат служби кои што се платени од нивните пари, од нивните даноци што ги плаќаат и дека ние сме овде за нив. Габриела, дали во историјата на Македонија се случила вистинска заложничка криза, драма на аеродромот? Ова прашање денеска му го поставивме и на директорот на БЈБ, па според неговиот одговор, согласно институционалната меморија за вакви настани, досега никој пат не се случила ваква заложничка драма на Скопскиот аеродром, како што беше прикажана денеска во симулативната вежба. Меѓутоа, на крајот на денот сепак ќе бидат согледани и впечатоците, потезите кои што денеска ги правеа македонските специјалци и надлежните се децидни дека ќе бидат навистина многу корисни во однос на следниот период, каде што има и закани дека би се случило вакво нешто. Габриела Лескова во живо за симулацијската вежба за справување со заложничка криза и вонредна ситуација.